Заменик министер, значи, свесни сме за сумата, за големината на сумата, дека во ребаланс на буџет не можат да се обезбедат, меѓутоа сакам да го искористам вашето присуство и ве замолувам за дополнителни информации да ни дадете. Јас малку зборував и во вчерашната дебата на комисијата за овој патен правец и сега ќе се трудам да не се повторам воопшто со вчерашната дискусија, меѓутоа би сакала да ви поставам денес некои конкретни прашања. Морам да кажам дека планирано беше патот да се гради во 3 фази, прва, втора, трета фаза. Започната беше првата фаза и како што вчера кажав, со првата фаза обезбедивме средства преку изгласување на кредит во Собранието, односно закон за кредит во Собранието на Република Македонија, меѓутоа за жал и со ова прва фаза стопирана е изградбата. Ние кои што патуваме по овој патен правец можете да забележиме дека секојдневно веќе месеци наназад, можеби година дена, буквално ништо не се работи на терен. Меѓутоа, тоа е што е, знаеме дека фирмата се повлече, дека се суди фирмата со Република Македонија, известно е дека за жал ќе го добие спорот. Имам информација од сегашниот министер за транспорт и врски дека распишале нов тендер, меѓутоа моите прашања се следни, оние кои што ги очекувам да ги одговори да добијаме од вас. Имено уште во време на ВМРО ДПМН, кога начело на владата беше ВМРО ДПМН, успеавме да обезбедиме средства за втората и третата фаза за изградба на овој проект. Аплицирано беше за средства од ИПА фондовите и овој проект го добивме. Имено обезбедени се за втора и трета фаза средства, европски средства. Сега поминато е многу долго време од тогаш и заради тоа се поставуваат прашања. Значи, средствата се добиени, обезбедени во буџетот на Република Македонија, меѓутоа заради тоа што станува збор за европски пари, потребно е да се исполнат одредени услови. Имено, кога ги добивме тие средства, кога аплициравме, условот беше втора фаза, која што е градско-дреновска клисура, да биде ставен во употреба, односно да биде изграден до крај на 2022 година. Третата фаза, прилеп Ледниште Беловодица до каменоломот Маврово, неговата реализација на овој дел од патот, односно овој дел од проектот требаше да биде финализиран ноември 2021 година. Меѓутоа, како што кажав, на терен воопшто не се работи ништо и очигледно е дека нема да стигнеме со реализацијата ни на втората и третата фаза, односно да ги исполниме условите благодарение на кои ги добивме овие средства. Моите прашања всушност до вас се да ни кажете што се случува со овие обезбедени средства од ИПА фондовите, докаде е постапката со нивната реализација, затоа што, како што кажав, очигледно е дека на терен ништо не се работи, па рокот за реализација нема да биде исполнет. И заради тоа што во текот на претходните денови во дискусија спомнавте дека веќе се работи и на буџетот за 2021 година. Знаеме дека ИПА, односно европски средства, ако не се потрошат, не се употребат во дадениот рок за кој што се добиени, следува и повлекување на тие средства. Што ќе се случи ако ни ги повлечат овие европски средства? Дали имате планирано средства дали планирате средства во буџетот на Република Македонија за 2021 година, односно дали оваа влада планира доколку нема реализација на европскиве пари, да обезбеди пари од буџетот на Република Македонија за 2021 година. И замолувам за поголема ажурност на владата на овој патен правец, заради тоа што и ова што беше изградено во првата фаза, за жал, пак ќе речам, година дена не се работи ништо на терен, оставено е на забот на времето